Добре дојдовте на втората панел дискусија од платформата Finance Talks by EOS. Денешната тема за дискусија придобивки од имплементација на европските законски решенија во домашниот финансиски сектор има за цел да одговори на неколку прашања кои се поврзани со актуелното, она што го имаме и посакуваното. При што не би рекла што е она што посакуваме или кон кое се стремиме, туку директно што е она што ни треба. Очекувам конкретна и јасна дискусија во оваа насока, од која ќе можеме да извлечеме јасен акцијски план за следните чекори. Како што впрочем тоа и прилега или е нормален резултат од една конструктивна средба на група врвни експерти и познавачи на материјата која е предмет за дискусија. Нашите ценети панелисти, кои би сакала накратко да ги представам. Господин Фатмир Бесими, министер за финансии од септември 2020 година. Тој е експерт во областа на финансии, банкарство и економија и има богата кариера во текот на која што извршувал бројни јавни и државни функции. Воедно професор и автор кој одржал голем број меѓународни предавања на светски реномирани универзитети и има објавено над 100 научни и стручни трудови. Господин Бесими го смета оптимизмот како основа на секој успех и верува дека за напредок е потребно одговорно, одлучно и стратешки да се пристапи кон промените со очекување и подготвеност дека ќе ги надминеме предизвиците со кои се соочуваме. Тој се залага за имплементација на решенија кои ќе обезбедат континуиран и одржлив економски раст и ќе создадат нови можности за домашниот пазар. Ви посакувам добре дојде. Благодарам. Господин Бранко Драгановиќ има повеќе од 30 години професионално искуство во банкарскиот, нефинансискиот и платниот сектор. Тој станува дел од НЛБ банка во Скопје во јануари 2022 година, предводејќи банката кон следното поглавје на незиното трансформативно патување. Во своите претходни ангажмани, како истакнат лидер, значително придонел кон успехот на неколку финансиски и државни институции. Како председател на управниот одбор на НЛБ банка во Скопје, тој ги истакнува својата намера за имплементација на иновативни производи и услуги со врвен квалитет, својот фокус на натамошно градење на довербата со клиентите и својата заложба за придонес кон пошироката општествена заедница. Ви посакувам добре дојде. И господин Горан Василев има 20 години искуство во областа на финансиите и банкарството. Своето професионално искуство го стекнува во банкарскиот сектор на повеќе раководни позиции на неколку реномирани меѓународни банкарски групации. Пошто преминува во небанкарскиот финансиски сектор и во 2018 година ја зазема позицијата генерален директор на ИУТ Кредит Македонија, една од најактивните финансиски компании во земјата. Тој е универзитетски професор и наставник со ориентација за систематски пристап кон проблемите од областа на своето делување. Горан Василев активно се залага за унапредување на домашниот финансиски пазар и интеграцијата на глобалните финансиски текови во нашето општество, со цел равноправна и фер конкуренција на македонскиот финансиски пазар. Ви посакувам добре дојде. Благодарност за одвоеното време и вашиот придонес кон ова особено значајна тема за нашата законска рамка која го регулира финансискиот сектор. Голем дел од законодавните активности на Европската Унија во областа на банкарската регулатива историски има форма на директиви кои вообичаено и немаат правно дејство во земјите членки на Европската Унија, се додека не се имплементираат со одредби во националните законски решенија. Во изминатите 10 години пак се забележува значителна промена на пристапот. Некако евидентна посветеноста на на Европската комисија да воведе единствен правилник за финансиски услуги во рамки на Европската Унија и воведувањето на нови правила во рамки на ЕУ кои што се релевантни за банките и за финансиските институции се повеќе се остваруваат во форма на регулативи на Европската Унија, акти кои се применуваат директно во сите земји членки. Како за пример би истакнала неколку. Регулатива 575 од 2013 на Европскиот парламент и Советот за прудентни барања за кредитните институции и инвестициските фирми, а кој воедно ја измени и дополни регулативата 648 од 2012. Понатаму регулатива 1024 од 2013 на Советот за доделување конкретни задачи на Европската централна банка во врска со политиките што се однесуваат за прудентна ревизија и супервизија на кредитните институции.
и регулативата 468 од 2014 на Европската Централна банка за воспоставување рамка за соработка во рамките на единствен надзорен механизам помеѓу Европската Централна банка и националните надлежни органи. Домашната регулатива, која го уредува нашиот финансиски систем, се состои вкупно 36 законски акти, кои во своето уредување дополнително вклучуваат и дополнителни подзаконски акти во форма на одлуки, упатства и останати подзаконски акти. Некои позначени законски решенија се, например, Законот за Народна банка, Законот за банки, Закон за финансиски друштва, Закон за заштита на потрошувачи, Закон за спречување на перење пари, финансирање на тероризам и други, рековме 36. Со едноставна компарација на домашната законска рамка со постоечките правни системи во рамки на Европската Унија кои регулираат оваа област, несомнено воочливи се разлики. Јас би ценела да продискутираме околу ова како наша прва тема на денешниот панел. Господине министер, како ја оценувате домашната регулатива која ги регулира кредитно-финансиските институции во нашата земја? Благодарам, Катерина. Прво да искористам прилика, бидејќи прв пат присуствам на овие ваши настани и да ја поздравам иницијативата за тоа што било кое законско решение, регулатива, исклучително важно е да има претходна дебата, инклузивност на процесот и поголема експертиза во сето тоа што носителите на економските политики, тие институции би искористиле од вакви прилики, а тоа е исклучително добро кога тоа не оди директно под организација на владините институции, државниот сектор, тука се и приватниот сектор иницијативи, но и цивилниот сектор. Мислам дека токму да разговараме за регулативата во областа на финансиите, финансискиот систем, во време кога веќе процесот на отварање на преговори, скринингот, објаснувачкиот скрининг и билатералниот кој ќе следи до ноември наредна година, како што е по динамиката, тајмингот е одличен, но не значи дека, ако зборуваме одличен тајминг, не значи дека после во наредните фази дека нема да биде потребна на ваква дискусија. Другиот аспект што би сакал да потенцирам пред конкретно да одиме на одговор е што исто така важноста на темите од областа на финансиите во смисла на целокупниот развој на нашата економија и општество. Финансиите де факто се крвотокот на економијата, каде што еден организам за да може да живее мора да има здрав систем, каде што нема да биде ни анемичен, нема да ги има ни другите болести во смисла на издржливоста на организмот, што во конкретниот случај е економијата. Третиот аспект, што исто така е важен, а што вие се надоврзавте, тоа е значењето на интеграција на нашиот систем со тој на Европска Унија. Тука веќе кога зборуваме за финансискиот пазар, ако е Европска Унија, идејата почна одма после Втората светска војна, тоа што уште основите уште во Римската повела 57, значи не можеме да разговараме за единствен европски пазар ако не разговараме за единствен финансиски систем. И темите што вие ги наброите во смисла на усогласување на директивите и акцијскиот план што во рамките на Европска Унија во тој правец се носи е токму во смисла на да се стави на една рамка целата регулатива во областа на финансиите за да може европската економија да се развие подобро, односно движењето на капиталот и можностите за инвестиции, можностите за проток на финансиските средства да биде полесен и тука да нема никакви пречки во тој дел, а тоа не само што да нема пречки, туку треба да биде хармонизиран, да учесниците на пазарот нема да не се соочат со разлики во смисла на регулативата. Токму од тие причини ние како земја, мала и отворена економија и со стратешко пределба да станеме полноправна членка на Европска Унија, неопходно
ни е процесот на прилагодување кон Европска унија. Во повише фази, во разни закони, ние веќе имаме постигнато значаен степен на усогласеност. Меѓутоа, тоа е жива материја, како се менува она што се вика moving target, како што се менува во Европска унија регулативата, така да треба и ние да ја следиме. Можам да кажем во овој контекст, во делот на регулативата, што и во текот, што е по релативно ново во делот на финансиската стабилност, законот што беше усвоен, потоа функционирањето на тој Советот за финансиска стабилност, стратегијата за развој на финансиските пазари, законот за финансиски друштва, законот за платежни системи и платежни услуги. Понатаму, законот за финансиски друштва се подготвуваат исто така нови закони, два што ќе го заменат постојниот закон за хартија од вредност. И низа други законот за осигурување, сега има такви, зависно од дискусијата, да не ги набројам сите, значи има една динамика во делот на приближување на нашата регулатива со таа на ЕУ, и тоа што е важно, исклучително важно е да се зголемат можностите на оплодување на капитала, како и пристапот до инвестиции во смисла на тие што имат идеи и тие од друга страна, тие што се на страната на понудата на капиталот, да имат повише опции на вложување на нивните средства, да имат поголем поврат на тој капитал, а од друга страна инвеститорите што имат идеи и проекти и би сакале да ги реализира. Ова го кажем од аспект на значањето што во сега ќе искористам, можеби ќе изгледа малку и злоупотребувам овој панел, но тие се неизбежни работи. Зошто е битно развојот на финансискиот капитал, особено сега во ова фаза на глобално ниво, кога имаме предизвици на повише кризи, ковид, инфлација, енергетска криза и така натаму. И во иднина веројатно тоа ќе продолжи на некоја друга форма. Значи предизвиците ќе се зголемат се почесто, но тоа значи голем предизвик за фискалната политика. Традиционалното финансирање на макроекономската, односно макроекономското финансирањето на буџетот станува се по предизвикувачки, односно развојот на нови финансиски инструменти и она аспектот на предприемништво од страна на носителите на економските политики станува се поевидентно. Од тој аспект, вклученоста во нашата економија и на граѓаните во развојот на финансискиот пазар или пазарот на капитал кај нас ќе значи еден чекор напред во делот на развојот на нашата економија и на финансиските пазари. Ние сега во главном со мали исклучоци граѓаните всушност имаат само хартии од вредност обврзници што одат од денационализација. И тие многу малку се тргуваат. Така да, од тој аспект ние разговараме, размислуваме нови инструменти на финансирање, каде што покрај банките и финансиски институции ќе може да се вклучат. Иако сега нема ограничување во новата регулатива, но тоа ќе биде уште еден вака, да кажеме, насока на политиките во смисла на вклученост и на граѓаните, но и стопанството повеќе на финансискиот пазар покрај банкарскиот сектор. Се надевам нема да ми замерите дека сметаме дека покрај банките граѓаните ќе имат и други можности, а и фирмите да се финансират. Така да тука би застанал, па веројатно ќе има други прашања за дискусија. Да. Благодарам. Господине Бранко Бицинал, доколку може да направите една паралела или споредба од аспект на апликативната примена на постоечката законска рамка кај нас, која што нели ги регулира овие кредитно-финансиски институции. Впрочем, вие се залагате за иновативни европски решенија во вашето работење, европски практики, колку нашата законска рамка, таква каква што е, ги прави далечни или блиски овие европски практики во работењето на кредитно-финансискиот сектор?
Najprije ja da se zahvalim za poziv. Nažalost, moj makedonski još uvijek nije dovoljno dobar da ga testiram tu pred vama. Kada pričamo o praksama i krajeva konkretnim zakonskim rješenjima, mislim da treba primetiti zapravo prave razlike između takozvanog evropskog pristupa i onoga što vidimo na lokalnim tržištima i u regionu, ali i u svim nekako prostorima koji su još uvijek van Evropske unije. Te razlike zapravo nisu, teško je moguće razumeti te razlike ako ne vidiš razliku na konceptualnom i vrednostnom nivou. Mislim, te razlike su uglavnom posljedica razlika na konceptualnom nivou i čak i ona konkretna rješenja koja imaju istu formu znaju da se potpuno drugačije implementiraju zbog razlika na konceptualnom nivou. Znači, dok se ne razumeju ta rješenja i generalno filozofija regulative finansijskog sistema na tom konceptualnom nivou jako teško je zapravo razumeti, diskutovati i onda naravno i menjati konkretna rješenja. Jedan primjer je ta optička razlika između činjenice da istorijski i Makedonija ima zakon o bankama, dok regulativa Evropske unije već priča o zakonu o kreditnim institucijama. Znači, zašto ta razlika? Šta je razlog da je ta razlika potrebna? Zašto i na koji način su nebankarske kreditne institucije važne? Zašto je banka isto kreditna institucija, u kom smislu se razlikuje od drugih kreditnih institucija? Zašto je važno u finansijskom sistemu da postoje i bankarske i nebankarske kreditne institucije? Sve su to zapravo konceptualna pitanja koja, ako ne prođeš kroz njih, teško možeš zapravo da razumeš, razgovaraš i onda implementiraš ono što se inače zove evropska regulativa i jako puno grešaka sa najboljim namerama u implementaciji evropske regulative, mislim da i proizlazi iz toga da se, ako se preskoči ta konceptualna faza razgovora na, mislim, bukvalno konceptualnom, drago mi je što su tu dva profesora, mnogo relevantniji taj profil u prvoj fazi nego pravnički profil. Ako pravnički profil, logika uleti prebrzo u tu diskusiju, ta rješenja su uvek potencijalno slaba, čak i ako imaju evropsku formu. Tako da, moj predlog bi bio i uvek jeste u tim situacijama da mora se prođe prvo kroz tu konceptualnu diskusiju, da se razume koncept vrednosti na kome su ti zakoni postavljeni i tek onda može se uđe u neku pravnu fazu. Ako se prva faza preskoči, onda je jako malo verovatno će to biti implementirano na odgovarajući i efikasan način. Ви благодарам. Горан, вие представувате компанијата Јуте, активно делувате како финансиско друштво на нашиот пазар, по-конкретно во областа на микрофинансирањето. Колку сегашно поставената законска рамка одговара на вашиот бизнис модел? Па јас за жал ќе се сложам со господин Бранко дека концепцијски структурна поставеност на моменталното законско решение не соодветствува со идејата поради која што беа донесени тие закони, односно оведување на новини, дигитализација, одговор на сите оние тековни потенцијални проблеми кои што министерот ги наводи, почнувајќи од ковид преку денешниве геополитички и економски инфлакторни случувања. И резултатите на теренот го говорат истото. Во Македонија има преку 35-2-3 финансиски друштва, небанкарски финансиски друштва, што е една огромна бројка, меѓутоа пазарното учество во кредитната актива на Македонија е околу 1%. Значи, тоа во статистиката е познато како на ниво на статистичка грешка. Причините се повеќе. Се уште законската регулатива е поставена на начин да банкарството има монопол. И
банките се уште се преку 80-82% во целокупниот финансиски систем. И останатите 7-18% во најголем дел се инвестициони фондови и пензиски фондови. Значи, ние сме небанкарските финансиски друштва се далеку од она што се очекува да бидат и улогата која што треба да ја имаат. Едно од ограничување на моменталните законски решенија е што сме лимитирани на кредитирањето. Законот за платен промет веќе со години е во фаза на измени. Со задоволство ги слушам најавите на министерот, исто така знам, информиран сум дека е во тек промена. Во изминативе неколку години банкарскиот сектор во Македонија прави нето добивки од околу 150 милиони евра, од кои 1/3 или 50 милиони евра се поврзани со провизии, не се поврзани со кредитирање и со каматни ставки. Дури оние законски решенија кои што постојат се неадекватно имплементирани и неадекватно применети. Министерството за финансии има една одлична екипа со која што соработуваме во изминативе години, меѓутоа не постои еден систем кој што го има Народна банка, например, на супервизија, на построги контроли и имплементирање на законските решенија. И сето тоа доведува да постојат финансиски друштва кои што не го применуваат или неадекватно ги применуваат законските решенија, меѓутоа перцепцијата на целиот систем е дека, односно на потрошувачите, на користиците на овие услуги е дека сите тие финансиски друштва се, да кажеме, лоши момци во секторот. И сите се поставени во едно такво купче. Тоа креирање на лош имидж понатаму се рефлектира на неможноста до пристап на извори на финансирање на нашите финансиски друштва. Значи, ние сме неатрактивни за банкарскиот сектор од аспект на кредитирање. Ние мораме да користиме сопствени средства кои што ги обезбедуваме на меѓународните финансиски пазари кои што се со високи трошоци, и тоа понатаму се имплементира на нашите каматни стапки, односно стапките на вкупни трошоци кои што ние ги наплаќаме од нашите клиенти. Значи, поставеноста на таа моментална регулатива доведува да ништо не се случува. Нашиот сектор, како што кажав, е некаде околу 1%, односно на ниво на статистичка грешка. Сите овие најави, кои што ги знаеме и кои што министерот веќе ги спомна, со задоволство ги очекуваме и се надеваме дека во идниот период, и тоа во блиски иднина, дори од наредна година, доколку се постави целиот систем и законските решенија го постават на начин на кој што би требало да биде поставен, дека конечно ќе имаме раздвижување генерално во секторот финансии во Македонија. Да, би се задржала малку Горан. Согласно извори на Европската микрофинансиска мрежа, попрецизно го гледавме извештајот преглед на регулативата за микрокредитирање во Европа. Еве, например, во Република Хрватска и Република Бугарија, ќе ги земаме овде како наши соседи или блиски земји по систем, а се ЕУ членки, финансиските друштва се регулирани во рамки на законите за кредитни институции. Како гледате на еден таков концепт? Па секако, секое решение е подобро од тековното решение. Дали ќе биде некој посебен закон кој што ќе се однесува на кредитни институции, дали ќе постои, повторно ќе кажам, независно регулаторно тело кое што ќе го регулира нашиот бизнис, а во склопот и на банкарскиот сектор, бидејќи новиот закон кој што се предвидува, законот за платен промет, во кој што би требало да се направи таа демонополизирање на банкарскиот систем во поглед на платниот промет, сепак мора да има кооперација помеѓу соработка помеѓу банките и небанкарските финансиски институции. Банките ќе треба да ги отворат своите системи за пристап на нашите друштва за да може да се обавува тој платен промет. Има многу други сегменти каде што се допираме. Еве ова што го спомнав, изворите за финансирање. Банките немаат доверба да финансираат во нашите фирми, бидејќи, како што кажав претходно, контролирањето на нашите фирми е на начин на кој што се врши, имиджот на нашите фирми е на начин е создаден таков како што е. Секако дека некој независно тело, некое можеби закон во кој што
нема да има лимит, дали е банка или не банкарска финансиска институција, се додека е дејноста иста, го спомнавме кредитирањето, би било подобро решение. Банките секако се и мора да останат контролирани, високо контролирани институции, бидејќи банките работат со наши пари, работат со депозити. Потрес во било која банка значи потрес на целата економија. Пропаѓање на небанкарско финансиско друштво значи загуба на пари на собственикот на тоа друштво. Не може да дојде, не може да се споредува ризикот кој што едната и другата институција го представуваат системски и за државата. Меѓутоа, доколку сакаме повторно да се повториме концептуелно да изградиме финансиски систем во кој што ќе доаѓаат новини, во кој што ќе се спремиме за дигитализацијата, во која што и веќе заостануваме, во кој што ќе сакаме да одговориме на сите овие предизвици кои што ни се случуваат години наназад и кои што само се интензивираат од година во година, мораме да имаме заеднички пристап, независен пристап, аполитички пристап, во кој што секторот ќе биде регулиран согласно критериумите и ќе бидат имплементирани оние законски решенија кои што ќе бидат донесени. Ти благодарам на искрениот одговор. Да поразговараме следно околу предизвиците на финансиско-банкарскиот сектор кај нас. Ние во ЕОС Матрис ги гледаме од една друга перспектива, повеќе технички и процедурална, и оно што можеме да заклучиме е дека сепак ни е потребно едно агилно прилагодување кон она генерално поставена насока од страна на релевантните тела и органи на Европската Унија. Затоа што споменавме веќе кризата која што е предизвикана од COVID-19 и реалната економска и финансиска криза која што се јави како последица на енергетската криза, само ги забрза почнатите текови, како например забавен раст, потребно прилагодување кон едно реформирано регулаторно обкружување. Од друга страна, дигитализацијата ќе доведе до многу нови дигитални играчи во финансискиот сектор, кои што ќе представуваат директна и опасна конкуренција на традиционално поставените банки. Господине министр, од ваша перспектива, кои се најголемите предизвици на нашиот финансиски и банкарски сектор? И ако ми дозволите едно поврзано прашање на кое особено би ценела одговор, кои се предизвиците на Министерството за финансии околу уредувањето на околината за еден функционален финансиски пазар? Благодарам. Значи, во извршување на својата функција како сектор кој што ќе поддржи растот, економскиот раст. Ако ги гледаме податоците, тука пред мене ги земав за денес да ги имам посвежи податоци во однос на тоа што се случуваше со депозити и кредити во овој период COVID, па навака 21-22, гледаме дека депозитите 21 беа повисоки во однос на кредитите во земјата. Значи, ако имавме некаде 7 до 8% по месеци, значи просечно зголемување на депозитите, а пред сека и корпоративниот сектор, тоа кредитите беа негде измеѓу 6-7-5% по месеци. Во 22-та година обратна е ситуацијата. Депозитите продолжуваат со еден забавен тренд на раст од 2-2,5%, а кредитите се над 9 до 10%. Ова што ни кажува, дека финансискиот сектор веќе реагира на тоа што се случува во економијата, предизвиците. Ако првично ние 21 се соочувавме со и 20 со мерки за поддршка на растот, призгување на поголема ликвидност, значи за да може да се зголеми потрошувачка, тоа кај банките, значи исто така се зголемуваше ликвидноста и мораше да се оди со забрзување на функционирањето на реалниот сектор, заекнување на инвестициите и воспоставување или враќање на тие глобалните зинџири на производство или додадена вредност со новото преструктурирање. Замислете ова од аспект на жилавоста на приватниот сектор и потребата за брзо прилагодување, тоа е тоа што го кажуваме прилагодување кон новата нормала. А новата нормала ќе значи поголема неизвестност, поголема флуктуација на финансиските пазари и потреба за поголема прилагодливост, поголема флексибилност на стопанството. Па ако зборуваме за таква
потреба во идниот период неопходно да има повише инструменти, повише финансиски инструменти, повише можности на пазарот и тука е просторот каде што влегуваат овие финансиски иновации, финтек, ова што сега го зборуваме, банки визави финансиски друштва кои дават микрокредитирање и други работи. Битно е регулативата да оди на време со потребите на пазарот. Ние не може да очекуваме дека ќе имаме поголем раст ако регулативата не го следи на пазарот. Во такви ситуации неизбежно е да се случува сива економија. Доколку регулативата не го следи тоа што пазарот го наметнува, конкуренцијата го наметнува, стопанствениците нема да чекат на регулаторите. Тие ќе се снаоѓат, дури некогаш и под ризик тоа да биде на зоната на сивата економија, што на крај е одговорност на регулаторите и носителите на политиките тука да излезат во пресвет во однос на ова прашање. Сега зошто ги потенцирав овој? Затоа што ние сега со стратегијата за развој на финансиските пазари разговараме и во делот на оптимизација на регулаторните тела. Ние сме мала економија. Имаме многу регулатори, тие се и финансиски трошок да се одржат, а и човечки капацитет на експерти, на луѓе кои треба да бидат добро платени, дури на ниво на приватниот сектор, за да можат да бидат под исто ниво на квалитет. Не може ние да сметаме дека вработен или експерт во некое регулаторно тело со плата 30% од тоа што од другата страна добиват, дека може да добиеме ист квалитет од аспект на експертиза или човечки капитал. Така да, тука мислам дека таа стратегија дава еден оквир, односно една рамка и насока во кој правец ќе се движат идните реформи и институционалните структурни реформи, и од аспект на политиките. Во делот на Законот за платежни услуги, платни системи, исто така се предвидува натамошна либерализација, значи покрај банките во платниот промет да се вклучат и други институции, што ќе значи една поголема либерализација, поголеми можности за финансирање и функционирање на платниот промет, полесен пристап, а дури и со пониски трошоци од аспект на учесниците на пазарот и консуматорите. Значи, ова е во која насока ние како земја се движиме, а во делот тука ќе го спомнам и тоа што веќе во потребата да ние од аспект на буџетот ги финансираме потребите за развојот на инфраструктурата, јавните проектни инвестиции, исто така и во делот на програмите за поддршка на приватниот сектор, воведуваме новини. Значи, новините ние го објавивме ова планот за забрзан раст уште 2020 година во смисла на нови инструменти за финансирање не преку буџетски средства, туку и преку мобилизирање на приватен капитал. Тука се отвара простор покрај банките и со други финансиски институции да се вклучат во развојни проекти, каде што тоа што пазарот не го покрива, значи преземање на ризикот кај одредени стопански субјекти, посебно кај мали и средни, но дури и за големите извозни предпријатија, преку развојната банка и обезбедување на поволни кредитни линии од странство, заедно со банкарскиот сектор и другите финансиски институции да се вклучат во поддршката на овие проекти. Така да, во оваа смисла, мислам дека развојот на финансискиот пазар и усогласување со Европска Унија и поврзаност на јавниот и приватниот сектор стануваат неопходност. И мислам дека тука овие новини и нови финансиски инструменти, мислам дека ќе дадат резултат. Примерот на она што го викаат Јункеровиот план за време на финансиската криза, после финансиската и кредитната криза во Европска Унија, беше токму тоа. Значи, еден план каде што покрај средствата, јавните средства, имаше левериш на приватниот капитал и веќе
Ovo je sastavna Evropska komisija, sličan primjer predlaga za Zapaden Balkan, preko programata za ekonomski razvoj na Zapaden Balkan, kada što predvidovat preko Evropskата investicijska banka jedan nov instrument, što v dekembri će bude pristapan, nije sme vo mnogo napredna faza, to je garantniот fond, garantната šema, što će ovozmoći za investicije vo zemljite od regiona. Тука, вероятно, će se vključati domaćnite banki. Nije sme pred ova što se slučuva so programata, nije veće sme vo ramkite na razvojната banka osnovali se i funkcionira garantната šema, koja će se nadovrza s ova na Evropskата komisija. Mislim дека тука може да се направат големи изчекори во смисла на развојот, мислам за поддршка на развојот на економијата, а тоа што допрва следи се исто така новите инструменти финансиски во поддршка на зелената транзиција, дигитална транзиција. Тие се инвестиции што ќе значат одговор на да кажеме на последните предизвици на глобално ниво. Тоа е енергетската криза, енергетска ефикасност, обновливи извори за енергија, енергетска независност и диверсификација од една страна, а во друг дел е дигитализацијата, која исто така е клучна во делот на глобализацијата и конкурентноста на нашето стопанство. Мислам дека овие финансиски инструменти ќе бидат не само одговор, туку и ќе водат дел од процесите во која насока ќе се врши преструктурирање на нашето стопанство. И тука мислам дека има доволен простор ова регулативата во финансискиот систем воопшто да биде еден од главните носители или поддржувачи на идниот среднорочен и долгорочен раст во смисла на преструктурирање на начинот на финансирање на растот во кај нас, но и уинена како дел од европскиот пазар. Ви благодарам. Господин Бранко, може повторно да побараме од вас една паралела, нели, во делот на тоа со кои предизвици се соочуваат, например, банките кои што функционираат во рамки на Европската унија, на европскиот пазар, а со кои банките кои што функционираат на нашиот пазар, па и да речеме пазарите кои што не се дел од Европската унија. Mislim da su u osnovi izazovi isti. Ja mislim da najveći deo razlika proizlazi prvo iz ovoga što smo već pomenuli, znači razlika u regulatornom okviru, kažem ne samo formalno praktičnom, nego i konceptualnom generalno, pošto se iste stvari često razumeju drugačije i samo da kažem zaista ne samo u Makedoniji, generalno je to uvijek izazov na tim tržištima van Evropske unije. A drugo jeste to što je sada pomenuo i ministar, to je pitanje razvijenosti lokalnih finansijskih tržišta. Zato što za upravljanje bilansom ti treba osnovan pricing, u nedostatku bolje reči u tom trenutku, recimo pre svega pitanje deviznog kursa i novčanog tržišta. Znači trebaju ti dovoljno pouzdani signali sa deviznog tržišta šta je tekući devizni kurs i trebaju ti dovoljno pouzdani signali iz novčanog tržišta šta je tekuća kamatna stopa, šta je ono što odražava trenutno stanje na tržištu. I koliko god su te dve stvari važne, toliko god je interesantno svim tim našim tržištima da je mnogo više diskusije usmereno u neko dugoročno finansiranje, u berzu, u sve te stvari, a zapravo se u dnevnom poslovanju, u pricingu, u određivanju cene banke na tim tržištima, mislim generalno finansijske institucije na tim tržištima suočavaju pre svega sa izazovom te dve osnovne cene, znači
tekuće cene, kamatne stope u domaćoj valuti, znači u denoru na novčanom tržištu, overnight, 7 dana, mesec dana, i na drugoj strani, naravno, pitanje deviznog kursa, što je u Makedoniji malo lakše, ipak je, znači, taj režim kursa je drugačiji, pa je tu, naravno, situacija nešto drugačija, ali to mislim da je uz tu konceptualnu razliku dva sistema najveća razlika u izazovima, u konkretnim situacijama, ili su svi neki konkretne situacije više ili manje posledica jednog ili drugog razloga. Благодаря. И од аспект на една микрофинансиска институција која што функционира, кои се најголемите предизвици кои што вие ги имате гора на нашиот пазар? Идејата позади небанкарските финансиски друштва е да се овозможи брзина, дигитализација, да се поедноставни пристапот до финансиски средства и финансиски услуги генерално на публиката. Познато е дека традиционалното банкарство е поспоро, да не кажам тромаво, со недели, со месеци се чекаат одговори на кредитни барања, анализи и така натаму. Постојната регулатива, терминот брзо кредитирање, кој што треба да значи дигитализација, кој што треба да значи тие новини и тоа олеснување на работата на целиот систем, кај нас се претвори во негативна конотација, во лихварство, во нечесна игра. И се до тоа е резултат на тековните законски решенија и имплементирање на тие законски решенија во реалност. Тоа што се створи негативна конотација, генерално нашите фирми се гледаат, како што кажав и преска, како лоши момци во секторот. Тоа што се гледаат како лоши момци во секторот имаат недостапност, не се интересни за банките да ги кредитираат. Тоа што не ги кредитираат банките, значи повисоки извори на финансирање, поскапи извори на финансирање. Поскапи извори на финансирање се трансферираат до поскапи цени на нашите производи. И тоа е еден зачаран круг од кој што еве се трудиме на секој можен начин да излеземе. Преку инвестирање во нови технологии, можам да се пофалам дека нашата дигитална апликација има 70.000 даунлоди во изминатите година и пол, и ја прави втора најдаунлодирана апликација после апликацијата на Управата за јавни приходи за скенирање на фискални сметки. Инвестираме и се трудиме да она што значи небанкарско, дигитално, брзо кредитирање ја добие својата, да кажеме, вистинска конотација. Тоа е секако еден од најсериозните проблеми кои што се соочуваме. Второ сериозен проблем е таа имплементација на законските решенија или тоа што го спомнам, некакво дали посебен закон, како што спомна и ти, за кредитни институции, дали некое независно тело во кое што нема да се носат адхок одлуки, кои што ја ги нарекол популистички одлуки. Ке го спомнам времето на ковидот. Во време на ковид, кога луѓето постануваа без работа, кога зафалуваа пари, наместо да се стимулираат мерки да има поголем проток на пари во економијата, поготоа што може да се канализира со дигитални солуции кои што нашите фирми ги нудат, се донесе едно решение во кое што се стави лимит на стапката на вкупни трошоци 20%, не ми текна колку беше. Во барање на објаснување зошто е лимитирана баш на 20%, затоа што е така, затоа што таа е адекватна каматна стапка. Што се случи со тоа лимитирање? Се случи да од период од 3 месеци ние воопшто не кредитиравме. Значи, не можеме да кредитираме со каматна стапка со која што нашите трошоци на финансирање се повисоки од таа цена. Ова е само еден пример кој што покажува дека за да се носат одредени закони, за да се носат одредени регулативи, подзаконски акти и така натаму, потребно ни е сериозно регулаторно тело кој што ќе направи сериозни анализи на тоа што се случува на пазарот и на пазарните окружувања и ќе го води нашиот сектор согласно тие
потреби и адекватни и прудентни мерки и анализи. Ти благодарам. Во тој контекст, доколку го земеме во предвид, сега временскиот период на донесување на нашата законска и подзаконска регулатива, нашата анализа покажува дека, например, Законот за Народна банка е донесен во 2010 година со 6 измени и дополнувања до сега. Законот за банки е донесен во 2007 со 9 измени и дополнувања до сега. Законот за финансиски друштва е донесен во 2010 година со 6 измени и дополнувања до сега. Во Хрватска, например, на 26 септември 2008 година се замени до тогашниот закон за банки и се донесе закон за кредитни институции, кој во себе по измената ги опфати сите кредитни финансиски институции. И со тоа значително го поедностави законското уредување на финансискиот систем. Тоа Хрватска го направи пред цели 14 години, односно 5 години пред да биде примена во рамки на Европската унија. Господине министер, дали како исчекор кон приближување на нашата законска регулатива кон онаа на Европската унија и остатокот на модерниот свет треба и ние да се поедноставиме? Например, сегашното решение закон за банки да го преименуваме можеби во закон за кредитни институции, што би значило законско решение што ќе биде целосно согласено со европската регулатива. И доколку останеме фокусирани на предизвиците, сега малку по-конкретно, кои се најголемите предизвици или еве да напоменеме неколку конкретни предизвици за нашиот финансиски сектор во тој процес на усогласување со европската законска регулатива? Благодарам. Значи, во однос на регулативата на Европска унија, во однос на кредитни институции, ги поврзуваат и со прибирање на депозити во истата регулатива. Во однос на регулативата и двете работи што ги кажавте, што веќе се дискутира и од соговорниците, се спомна, се две работи. Едно е поедноставувањето и второ е усогласувањето. Значи, за да кредитните институции, банките, другите финансиски друштва, прво да имат јасна регулатива и второ, таа да им биде иста со таа на Европска унија. Тоа е патот. Како ќе се постигне тоа? Значи, се уште во рамките на стручните тела во институциите има дискусија во однос на тоа кој е начинот на кој ќе се оди, дали ќе има еден закон што ќе го замени овој законот за банки, ќе ги вклучи и односно ќе се применува во закон за кредитни институции. Битно е содржината, дали и како тоа ќе биде. Ние од аспект на институција која го регулира законски таа област, законодавството во тој дел, сме заинтересирани да одиме со усогласување со Европска унија и тоа ќе го направиме. Во смисла на сегашната регулатива, значи и сега кредитирањето се регулира во рамките на законот за банки. Друго е законот за финансиски друштва, меѓутоа како кредитни институции сега се регулирани и опфатени во закон за банки и законот за банки за микрокредитирање. Клучно во овој дел, јас би се надоврзал на еден друг сегмент, што е исклучително важно, е стабилноста на тие институции што се вклучени во кредитирањето. Затоа што ние сега и тоа што исто така разговараме, исто така е важно да ја зајакнеме она контролата врз финансиските друштва кои вршат кредитирање во конкретниот случај што го имаме ние, а при тоа не подлегнуваат на супервизија на тоа што е надлежност на Народна банка во однос на кредитирањето. До сега нема некои проблеми во функционирањето, но ние не сакаме и во иднина да има проблеми, мора да имаме јасна регулатива, да се знае дека и таму мора да ги имат сите обврски и во однос на надзорот на нивното работење. Посебно кога знаеме дека таквите институции нудат на промет, мислам во одредени
продажни места, било тоа да е на разни, на мала потрошувачка или на тие што се техника и други продавници, има кредити што се нудат без никаква обезбедување или само врз основа на лична карта се даваат кредити за 5 минути. Добре да има пристап до финансиски средства, но исто така многу е важно да имаме стабилност на финансискиот систем. И ние во Министерството за финансии работиме на тој дел, значи тоа треба да го очекуваат друштвата, дека секако во соработка со нив, не е со намера да се отежни тој процес, туку напротив, со намера конкуренцијата да биде лојална и да има претходна, значи, добра контрола во однос на тоа што се случува во тој дел на финансирањето во нашата економија, затоа што директно се погодуваат граѓаните кои од друга страна дел од нив се соочуваат со извршни решенија, а ние исто така имаме обврска и тој дел да го поставиме на здрави основи. Значи ние не адресираме дека некаде има проблем, но сакаме навремено тоа да го решиме, а веројатно тоа е една од решењата е тоа како го има во Европска унија и вклученост и регулирање во рамките на една законска рамка. Така да во тој дел можам да ви кажам дека може да се очекува дека ние ќе работиме и тоа што следи натамошно согласување на регулативата и во тој дел. Ви благодарам. Господин Бранко, и од вашето излагање претходно се чини дека е потребно модернизирање, по што го кажете, на терминологијата, едно доуредување на нашата законска рамка, за да возможи на Европска банка така да функционира во така наречена своја средина. Па во тој контекст потребна ли ни е, според вас, измена во суштественоста на намената на сегашниот закон за банки, или по-конкретно потребен ли е нов закон за банки? Pa mislim da jeste. Generalno, već i te godine kada su zakoni napisani, mislim da pričaju u tom smeru i mislim da je, koliko ja vidim, ovih godinu dana sazrela svest o tome, približavanje Evropskoj uniji to traži, tako da mislim da, što se toga tiče, mislim da apsolutno i nas ovde u Makedoniji čeka ta promena na liniji onoga što traži Evropska unija. I tu zaista mislim da treba ispratiti konceptualno ono što Evropska unija, ne bih čak i rekao traži, nego nudi u tom prostoru. Nudi zato što je to neko znanje, to je neko iskustvo, nešto što omogućava da se skrati neki period učenja koji je inače potreban za tako nešto i mislim da treba iskoristiti tu priliku. Treba iskoristiti tu priliku krajem krajeva i bez obzira na to kada konkretno će Makedonija da uđe u Evropsku uniju, zato što pre se desi ta promena na nekom konceptualnom, vrednostnom, institucionalnom nivou, to pre će Makedonija da se podigne na sledeći nivo svog razvoja, bez obzira na to da li će u tom trenutku već biti članica Evropske unije ili ne. Znam da je to mnogo čemu lakše reći nego napraviti, ali zaista treba učiti od Evropske unije, treba ne izmišljati toplu vodu, treba se poravnavati na tom konceptualnom, vrednostnom, strateškom nivou, a kada će onda zaista to da se pretoči u neko članstvo je u mnogo čemu čak i sekundarno pitanje i zato u tom kontekstu mislim da odgovor jeste. Sve države u ovom prostoru su prošle kroz fazu zakona o bankama. Mislim da mora i Makedonija što pre se to uradi, to bolje. Ne na formalnom nivou, opet kažem, nego na konceptualno, vrednostnom, institucionalnom nivou.
Да, ви благодарам. Неодамна Народната банка, делувајќи според насоките и препораките на Европската централна банка, тега треба активно и редовно чистење на билансите од нефункционалните кредити, односно стимулирање и поддршка на така наречен секундарен пазар за тргување со нефункционални пласмани, ја објави измената на методологијата за управување со кредитен ризик, преку која на некој начин, колку што е нормално во нејзина ингеренција, се обиде да го доуреди или допрецизира секундарниот пазар за тргување со нефункционални пласмани кај нас. Па повторно, господине Бранко, колку ова помогна да се охрабрат банките кон оваа активност продажба на нефункционални кредитни изложености? Da, to je zapravo velika tema. Mislim, vi znate, ja sam proživao u toj industriji 2,5 godine i ja sam samo te 2,5 godine, ono što sam naučio je to da samo sam potvrdio ono što generalno piše u odgovarajućim dokumentima, to da je ti nefunkcionalni krediti, upravljanje nefunkcionalnim kreditima je zaista potpuno odvojen biznis. To je de facto nebankarski biznis. Zašto banke toliko insistiramo na tome da to ostane u našim bilansima, verovatno traži neki poseban razgovor, ali mislim da opet primer, čak i Amerike tu više nego Evrope, tu zna Evropa, evropski bankarski sistem zna da bude tu mnogo mnogo kalkulativniji u toj priči nego Amerika. Mislim da generalno za zdravlje bankarskog sistema jeste najbolje da prvo ne nastanu ti nefunkcionalni krediti, što je isto onako malo specifika nekih tržišta. A drugo, ako nastanu ti nefunkcionalni krediti, da se zaista što pre bar odvoje u posebne bilanse, ako se već i ne prodaju organizacijama koje su specijalizovane za tu industriju, ne samo EOS-u, disclaimer, ali znači nije to zato što pričamo danas ovde sa vašom kompanijom, nego mislim da to zaista sistemski izazov sa kojim bi morali svi ovde u ovom prostoru više se bavimo, čak i generalno u Evropi, znači pre svega čak i sa primarnim tržištem, ne sa sekundarnim tržištima. Mi imamo funkcionalno osnovni problem u Evropi da te izloženosti izađu iz bankarskih bilansa. Onda šta se dešava na sekundarnom tržište, kasnije je već i slatka muka u mnogo čemu. Горани, вие несомнено се соочувате со истиот проблем, предпоставам, нефункционални кредитни пласмани. Дали вие може да размислувате во оваа насока? Па секако, јас не можам да се сложам повеќе дека секој треба да си работи работата за која што е специализиран. Ние сме кредитни друштва, се занимаваме со нудење финансиски услуги, сега сме специализирани во тој дел. Би требало да повеќе да им се препушти работата на организации и фирми кои што се занимаваат повеќе со овој дел, како што е вашата компанија и Лидер. И секако дека да, третманот на нефункционалните кредити бара специализација и подобар третман кој што би можел да се најде и во аутсорсинг на истите. Една проблематика плюс од банкарскиот сектор што еви овој дел регулативата не ги признава impairments кај небанкарскиот сектор, односно не се исклучуваат од оданочувањето, односно се дел од даночната основица, што исто така бара сериозни промени и на некој начин обид да се изедначи нашиот третман со третманот и на банките. За илустрација, ние сме релативно ново финансиско друштво, 5 години на пазарот, првите години секако додека се инвестира повеќе, се работи со загуба. И имаше во една од првите години каде што бевме со мала загуба или некаде на нула, меѓутоа плативме данок на добивка од околу 200.000 евра, што беше синоним дека ние устари имаме добивка од 2 милиона евра. Најголемиот импут во тоа беа нефункционалните кредити кои што немаат третман дека се нефункционални, туку се
туку се регуларни кредити. Така да, ова е една тема сериозна, како што каже господин Бранко, на која што треба подолго време да се и разговара. Меѓутоа ме радува и ова што го слушнавме од господинот министар, дека активно се работи на имплементација на нови законски решенија поврзани со сите сегменти. И да, би се сложил на крајот дека не треба да измислуваме топла вода, туку имаме Европска унија према која целиме и убаво е да препишеме некои работи и да имплементираме таму. Да, ви благодарам. Нашата анализа, например, на законската рамка за уредување на секундарниот пазар за тргување со нефункционални пласмани повторно завршува на адресата на Законот за банки, кој кај нас, за жал, не содржи посебни одредби за купопродажба на нефункционалните пласмани и ја наметнува се уште обврската, како, например, за неоткривање на банкарска тајна, кое што е недопрецизирано, нели, баш во контекст на продажбата, занемарувајќи ги негативните последици, наречеме, со едно такво уредување. Ако повторно се навратиме на примерот од Хрватска, вреди да се истакне дека таму членот 157 од Законот за кредитни институции на Република Хрватска уредува дека обврска за чување на банкарска тајна е на начин уредено така што овозможува исклучок од правилото во услови кога се остварува продажба на побарувањата. Се чини дека Хрватска со пристапот за измена на Законот за банки уште во 2008 година направи јасно уредување на рамката за функционирање на учесниците на пазарот, националната супервизија и улогата на регулаторот и на некој начин уште тогаш го обезбеди секундарниот пазар. И додека ние се соочуваме со неконзистентност на нашиот закон за банки од 2007-та со ЕУ регулативи од 2013-та и 2014-та, Европскиот парламент и Советот на ЕУ минатата година донесоа нова директива 2167 за кредитори и купувачи на кредити, кои ќе мора да се примени во европските земји од 2023 година. Тука јас само ќе споменам дека една Босна и Херцеговина, која што исто така не е дел од Европска унија, направи посебно законско решение или го прилагоди од постоечкото во контекст на оваа најнова регулатива. Со ова некако јасно е дека во рамки на Европската унија еден стабилен и праведен финансиски пазар со силно развиен секундарен пазар за тргување со нефункционални пласмани е главниот императив околу кој се крираат сите политики и активности за негово етаблирање и зачувување. Во тој контекст, господин министер, кога ќе погледнеме кон еден таков систематски пристап, кој не отстапува од зацртаната цел, не можеме да не си поставиме прашање што правиме ние во тој контекст, која е нашата цел и како ние работиме за да постигнеме еден стабилен и праведен финансиски пазар. Па јас кажав уште од почеток и ќе повторам пак, значи се што значи усогласување со Европска унија е во нашата агенда. Тоа е во големата програма што имаме за еден дел во финансии што работиме во управање со јавни финансии и вториот дел со стратегијата за развој на финансискиот пазар, каде што имаме целосно согласување со ЕУ и таа агенда може да ја очекувате како што јавно се поставува и на нашата веб страна, а и акцијски план за наредниот период со вклученост на повише институции со која динамика ќе се оствари. Така да регулативата на Европска унија за скоро време ќе биде дел од нашето законодавство. Ви благодарам за јасната визија и цел. Сметам дека доволно говоревме, дискутиравме, да видиме дали имаме некое прашање од нашите ценити гости, слушатели на овој панел, да оставиме простор за прашање. Добар ден. Јас сум од ЕОС компанијата представник. Би сакала да адресирам едно прашање до министерот, конкретно сега по однос на дискусијата која што се развиваше и која што говоревме во делот на процесот на имплементација на законските решенија, конкретно за во Хрватска, ако направиме паралела, таму конкретно во Законот за кредитни институции е регулирано процесот на продажба конкретно за тие нефункционални пласмани или побарувања. Дали ние би можеле тоа, како би било воочливо и дали како решение би можеле да го вметнеме и ние во законската регулатива,
која што ја напоменуваме и ја напоменувате дека би следела некоја новина. Како тоа би било регулирано и дали воопшто како конкретна одредба би било ставено во законска рамка во овој дел за конкретно за продажбата. Не. Ви благодарам. Ja, благодарам на прашањето. Да, секако да. Значи, краткиот одговор е дека тоа не само што може, туку ќе го направиме. Сега, во која законска во кој закон, како, во кој и како ќе се дефинира тоа, се извинувам, тоа во Министерството ќе го дефинираме и секако со учество и на представници од таа бранша да се направи тоа. Значи, може да очекувате дека скоро тоа ќе го направиме. Ви благодарам. Дали има уште некое прашање, може би? Владко Вадасов, Истојос Матрикс. Конкретно прашањето се однесува по однос на ЕУ директивата 2167, што спомнавме предходно, која се однесува на регулирање на купување, продажба и сервисирање на нефункционалните поверувања од кредитни институции. Дали имаме конкретни чекори планирани во наредниот период, кои што би воделе до усогласување, односно, како што е барањето на директивата, донесување на национално законско решение по однос на регулирање на областа? Јас кажав, значи, истиот одговор е. Сега ние тоа ќе го вградиме во нашето законодавство и ќе бидете повикани во Министерство кога и на ЕНЕР ќе биде исто така решението, законското решение, така да тоа може да очекувате наскоро, зависно како сме во агендата со законите што ги подготвува Министерство, инаку тоа е нешто што ќе следи. Благодарам. Може само едно искуство из другog контекста. One 2,5 godine koje sam pomenuo pre su bile u HIP-u. Znači, Hypo banka je poznata po portfoliju nefunkcionalnih kredita. I samo da kažem da taj izazov bankarske tajne se pojavio svugde gde je krenulo ozbiljnije malo čišćenje bankarskih bilansa. I sećam se baš da je u nekom trenutku i prodaja HIP-a, Hypo banke i portfolija stala zbog pitanja bankarske tajne u Austriji. Tako da i to je odraz činjenice da prvo stvari da treba te stvari gledati konceptualno, znači da ako razumemo zašto ti krediti moraju da izađu na odgovarajući način, naravno, iz bankarskog sistema, onda se i nađe rešenje za pitanje bankarske tajne, a na drugoj strani, naravno, to je isto i pitanje interesa koji je tu uvek prisutno u tom prostoru MPL-a, ali, kažem, tu je Makedonija u dobrom društvu, mislim, sa tim pitanjima se zaista bave svi koji ozbiljno krenu da se bave takozvanim MPL-ovima i sve dok se razume konceptualno zašto je to potrebno, sve dok se razume zašto je u interesu ekonomije da se to odradi na odgovarajući način, uključujući i zaštitu interesa dužnika, mislim da može da se nađe rešenje. I verujem da će da se nađe isto u Makedoniji u okviru ovoga što je rekao и министр. Благодарам многу. Доколку нема други прашања, мене ми преостанува да ја заокружам втората панел дискусија на Finance Talks Payos, повторно со еден цитат, но сега од нашиот министер за финансии, господинот Фатмир Бесими, кој што еднаш има изјавено: знаењето и човечките вредности сплотени во креативно лидерство ќе бидат главните столбови за успешно справување со комплексните предизвици во новата ера на глобализација, одржување одржлив мир и создавање иновативен прогрес и заеднички просперитет. Од се срце благодарам на нашите панелисти, вам на нашата публика денес и се гледаме на нашиот нов панел наскоро. Ви благодарам.